Почитувани жители на аеродром, овој прес го држиме во врска со троењето на над 150 дечиња во Основното училиште Ѓорѓе Апулевски и голготата со која се соочени децата и нивните родители потоа. До нас стигнаа информации и поплаки од загрижени родители кои се пожалија дека се уценети од директорот со тоа што им било кажано доколку се откажат од хранењето во училиштата менза преку фирмата, дека морат децата да се ги префрлат од целодневна во класична настава. Исто така, родители се пожалија дека училиштето не дозволува да се одржат родителски средби за да се разговара за случајот. Родители од одборот, од училишниот одбор што е родителски, се пожалија дека директорот настапил на состанокот како заштитник на газдата на фирмата, која ги отру децата, наместо да ги заштити затроените деца во училиштето. Многу родители се жалат и дека на сабајле пржените лепчиња, децата не ги јаделе и се жалеле дека им мирисаат непријатно. А за ручек им се давало вкупно по 6 макарони во тањирче, за секое дете посебно. Сакаме јавноста да знае дека веде градоначалникот на аеродром Дејан Митевски се заложи на совет и вети пред цела јавност дека доколку се утврди троењето на 150 деца е поради фирмата добавувач на храна, а како што знаеме се утврди според извештаите на АХВ и ЈЗ, дека он лично ќе побара да се откаже договорот со таа фирма и ќе се бара нов добавувач за храна на децата во училиштето. Еве и видео од неговото тврдење на последниот совет за да види целата јавност. Доколку се утврди одговорност на економскиот оператор, односно се биде покажано дека станува збор за труење со храна, ќе барам во најкраток рок да се раскине договорот со тој економски оператор. Затоа ние како левица бараме градоначалникот Дејан Митевски да си достои на зборот, за разлика од неговиот претходник, и итно да се раскине договорот со фирмата трујач. Бараме истрага зошто директорот на школото ја штити фирмата наместо 150 затруени деца и исто така прашуваме кој е мотивот на директорот да ги уценува родителите дека ќе мора да ги префрлат децата од целодневна во класична настава, доколку не сакаат нивните деца да продолжат да соработуваат со оваа фирма и да се хранат од истата. Дали е во прашање коруптивна сделка на директорот со фирмата? Ви благодарам.